se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje je tvoje. Ti me sozdade od prazina, ti duh živote, duh navo mene, po obrazu tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe. Se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nебото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. Лебот наш насушен, дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството, Негово, и силата, и славата. Царството, силата и славата се Негови, не се Твои. Амин. Денеска ќе зборуваме Римјаните 15 глава. Пишува до римјаните, се однесува до сите нас. Зборува низ мене, Татко мој, Твојот дух, нека ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов, да ги отворат срцата, со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелиш. Угоди му на својот ближен, а ти сакаш да си угодуваш на себе си. Ние силните, и пазете го овој израз, мисли дека тие што сте во Исус, зашто во Исус сте силни. Кога сум слаб, тогаш сум силен, нели, апостол Павле. Ние силните должни сме да ги поднесуваме слабостите на немокните. Слава ти, Господи Исусе Христе. И да не си угодуваме на себе си. Видете, вие треба да размислувате кога ќе дојдете во Исус, веќе да почнете да ги оставате старите навики на нељубов. Знаете, еве сега ви дошле гости и знаете, ги носат своите демони со себе, се караат, расправија, немир. Си се прилагодуваш на нив, се однесува како да е. Значи, просторот си го освоил, му припаѓа на Исус, они ти доаѓаат. И ти, стариот човек, би ги избркал. И да не си во Исус, ќе те изнервира нивното однесување. Знаете, значи, ние силните должни сме да ги поднесуваме слабостите на немокните. А ти бараш помош од Исус, се молиш, ќе надминуваш ситуацијата. Секој од нас должен. Ние зборуваме за должност на својот ближен да му угодува со она што е добро за неговата надградба. И ние сепак успеваме по труд да им сведочиме. И ние не знаеме, ние сме сведоци, ние сме сејачи. Еден сее, тоа си ти што сееш, а друг жнее, тој ќе пожнее. Вот имавме ние случај. После година дена, несогласување, после еден настан, човек што не верува ми кажува стих од Библијата што го помнел цела година. И рече, оној стих тогаш кога беше ти таму, ми остави впечаток. И тоа е она од Јаков, брз на слушање, спор во зборување, бавен на гнев. Видете, имавме наставнички совет, катедра. И јас кажувам од Библијата и кога ќе слезе духот се сеќава сила. Зашто и Христос не си угоди на самиот себе. 15 глава Римјаните, 3 стих, како што е напишано.
Тој дојде да служи. Подбивите на оние што ти се подбиваа. Паѓаа врз мене. Врз кого паѓаат? Врз Таткото небесен. Зашто ти си дете на Небесниот Отец, си му предал се. И тоа е тој момент воспоставување на тој однос татко и дете. А се што беше порано напишано, за наша поука беше напишано. И Стариот Завет со израелците, кои се расправаат како деца по пазариштата, мали, и го распнаа Исуса. Си го избраа Бараба. А Бог на трпението, трпеливо поднесува и навреди и утехата, скрби и утеха, да ви даде да бидете во едномислие меѓу себе. Нормално, ако доаѓаш на проповеди и слушаш Духот што зборува, бидејќи не зборувам јас, тој зборува и мене ме учи. Ќе бидеме во едномислие и секоја мисла ќе биде покорна на Исус, според примерот на Христос Исус. Видите, секој што се одделува од заедницата. Ние сме мала борбена единица, молитвена војска сотрудници, и бројката варира од 2, најмалку 1-2, до 30-40. Дел од нив се одделуваат по извесен период, ќе се почувствува силен. И тоа е како еден војник кој ќе се оддели од групата. Лесен плен станува. Веднаш му се случува некој момент, или во душата или во телото. И потоа ќе се навикне на тоа и може да остане во светот. Ќе ја изгуби силата. Знаете, можам да ви раскажам многу примери. Се разболе еден другар, го немаше месец и пол на средбите. Еден ми вика, немам време. Треба да правам тоа. Видите, колку време имаш ти за Исус, тоа е добро прашање. Но понатаму, вика, та еднодушно, со една душа и со една уста да го славите Бога и Отецот. И ние знаеме во групата кога ќе почне да се молат, да се благословуваме едни со други, да се молиме едни за други. Со една уста да го славите Бога и Отецот. Бог и Отецот, татко зборува на нашиот Господ Исус Христос. И поголем број од луѓето зборуваат да они викаат татко, ама не го доживуваат тоа така. Вистина, ти си, јас сум дете, татко, зошто ми се случува ова? Помогни ми, те молам заштити ја групата од COVID-19. Некој се одделил, добил COVID. Што да правам јас? Што имам јас со тебе, Илија? Елисеј му вели на Илија, само да се поздравам со татко ми, мајка ми да ја доорам нивата. Или не знам што да довршам некоја работа. Илија си оди му вели, што имам јас со тебе? Што имам јас со тебе, Елисеј? Што имам јас со тебе, човеку Божи? И потоа трча по него. Затоа примајте се еден со друг. Каде? Во срцата, како што Христос ве прими заради славата Божја. Се налути еден брат, зашто сум носел капа. Го нашол тој стих, мажите треба да бидат гологлави. Тој мисли да немаш друга капа. Гола да ти е главата, Исус ти е капата. Сега е надвор минус, ако не ја носам капата. Што? Да го... Слава ти, Господ Исусе Христе. Така е кога Библијата се чита телесно. Затоа примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими. Ние треба силните да ги поднесуваме слабостите на немоките. Му се јавав неколку пати, прекина сите контакти со мене, а имаше телесен проблем. Како последица на непокорност кон Бог. Значи не слуша, си тера по свое. Но велам дека Исус Христос стана служител на обрезаните поради Божијата вистина, за да ги потврди ветувањата дадени на своите татковци. Видете го овој тој. Тие имаа ревност за Бога, но не според сознанието. Не знаејќи за Божијата праведност, 10 глава, Римјаните, тежнејќи да воспостават своја собствена праведност. Ете тоа и потому се случува, например, проблем, мозочен удар. Собствена праведност. Те сакам, Господ Исусе Христе. А пак не зна божците да го прослават Бога. Кои се тие? Пак изберам народ 15-14 дела, што ќе го прослави моето име, потоа апостол Павле ги сонува македонците. А пак не зна божците да го прослават Бога за милосрдието, како што е напишано, затоа те прославувам, Господи, меѓу не зна божците, и ќе го воспевам Твоето име. И нема повеќе ни евреин, ни грк, ни македонец, ни србин, ни бугарин, ни арнаутин, ни НАТО, ни Европска унија. Сите сме едно во Исуса. Ако сме во Исуса, ако не сме во Исуса, тогаш сме во другото. И понатаму се вели, развеселете се.
незнабожци со неговиот народ. Те сакам, Господи Исусе Христе. Атеисти не верува. И ќе почне да му се случуваат некои работи. Тоа не си условен ти. Твојата невера е степен на телесност. Дека ти си степен на сатанско, дека ти можеш сам. И понатаму фалете го Господа сите незнабожци и прославете го сите народи. Видете, Твое е царството. Царството е него и силата е него. Ти немаш сила. Ќе го дознаеш тоа кога ќе останеш и славата. Кога ќе престане да чука твоето срце. Наместо да вика Исусе, 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 тоа вика нешто друго. Исаија исто така вели ќе постои коренот Јесеев и издигнатиот од него ќе владее над народите. Значи во Стариот Завет постојано им навестувал. На него ќе се надеваат народите, дека ќе дојде Месија, Христос, Спасител, помазаник, помошник. А тие го распна, го избраа Бараба, си избраа самите себе. И јас сум уверен за вас, браќа мои, дека и вие сте полни со добрина, но пазете да не се изберете себе наместо Исуса. Исполнети со секакво знаење, со секакво. И дека можете да се поучувате еден со друг. Но не ти што сакаш и ти што мислиш, во духот. Но ви пишав, браќа, нешто малку послободно за да ве потсетам на благодата што Бог ми ја даде. Кој зборува само од себе, во Јован, тој бара својата слава. Кој зборува од оној што го прати, он е вистина. И во него нема неправда. Е сега како да научиш, не ти што сакаш да зборуваш, он да зборува низ тебе, па тоа е процесот што треба да го научите во заедниците, но за жал тоа ретко кој го знае и го учи. Јас не сум завршил библиски школи, не сум учен од луѓе. Исус ме учи во духот. Зошто? Зашто тој така сака. Јас не сум достоен ни врвките да му ги одврзам. Не сум достоен да го зборувам ова слово. Знаете кога ќе застанам пред ова слово, душата ми затреперува. Семокниот Бог ќе зборува низ мене и ќе го допре твоето срце, а потоа може да зборува и низ тебе. Но не можеш сам веднаш. Треба да научиш како се прима Исус во срцето. Како се прима Исус во срцето. А Бог на надежта нека ве исполни со сета радост, 13 стих, Римјаните 15. Со сета радост и мир во верата. Радост и мир има во него. Да преку силата на Светиот Дух, Духот е силата, вашата надежда се преумножува, да примите сила од озгора. Ти имаш сила и си жив заради Исус, тој ти дал малку сила и дух, да дојдеш во свесна состојба, да станеш дете на небесниот татко, да го избереш него, да му се предадеш во владение, да те научи да ги љубиш сите. Не сака тој роботи на батерии, затоа имаш слободна волја. Паднат си на земјата со што си несовршен, со сатаната си се избра самиот себе, го избра Бараба во себе и го распнуваш Исус. И јас сум уверен за вас, браќа мои, дека и вие сте полни со добрина, исполнети со секакво знаење. Но ви пишав, браќа, нешто малку послободно, за да му бидам служител на Исус Христос меѓу незнабожците и свештено действено да го извршувам Божјото Евангелие. Да го извршуваш Божјото Евангелие, да биде слово на твоето сведоштво. Ти да бидеш љубовта Исусова, исполнет сад, жива вода, за да бидат незнабожците благопријатен мирис, осветен од Светиот Дух. Светиот Дух те осветува и те учи да љубиш. И така со тоа можам да се пофалам во Исус Христос кај Бога. Зашто не се осмелувам да говорам за она што Христос не го извршил преку мене со зборови и дела. Ете вчера, Сабајле во 7, имаше снег, беше влажно, врнеше, трупаше снег. Требаше да ја однесам сопругата, јас сум малку повисоко овде. Има една кривина 180 степени. Неколку пати таму се пролизгувам и само викам Исусе. Се лизна колата, здема залет у долница и не можеш да кочиш и директно одиме во стол. Сопругата вика Исусе, се моли, јас бегам, Исус испрати ангел да закочи колата, застана во место. Тоа беше чудо. Се случували други настани. Кога 20 или 3 ќе се соберат во мое име. Собрани сме во Твое име. Тука си и ти, тука си, Господи Исусе Христе, ти благодарам што ја застана колата. Вие можете и материјалниот свет да го менувате. Например, се расипал дел од колата, заповедувам во името на Исус да се поправиш. Испрати ангел да ја поправи колата. Но само ако му припаѓате вистински,
ne samo na lice, na srce, na Isusa Hrista. I така со тоа можам да се пофалам. Христос, зашто не се осмелувам да говорам за она што Христос не го извршил преку мене со зборови и дела. Он ги врши делата. Со силата на знаци и чуда, со силата на Божиот дух. Ете ја силата. Силата на Божиот дух. Те сакам, Господи Исусе Христе, која ги води незнабожците кон послушност. Таа сила ве води во верата, така што Евангелието Христово го распространува од Ерусалим и неговата околина се до Илирик. Така да не имаме во групата од Канада, од Австралија, од Германија, Италија, Белгија, Прилеп, Битола, Охриц, Скопје, Мавро. Видите, и така се погрежив да го проповедам Евангелието не таму каде што името Христово веќе беше познато. Да не зидам врз тук темел, но како што е напишано, оние на кои не им е јавено, за него ќе видат, и оние што не беа чуле, ќе разберат. Така кога се обидуваш да промениш некоја состојба сам од себе, ти немаш сила. Ти играш во драмата на семокниот Бог. Он ја одредил состојбата. Ти си тој што треба да се промениш во љубовта. Да побараш сила и ќе примиш сила да надвладаеш се. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи го проповеда Евангелието не таму каде што е градено, а и тешко можеш. Влезени се во обредни занимации, да речам. И го слава ти Исус телесно. Не те тера да се промениш внатре. Извршуваш некои обреди, правиш некои слави, славиш некои други луѓе. Правиш идолопоклонство или правиш идолопоклонство кон друга доктрина. Некој што дошол до некој сознание пред 500 години, ти ги преповторуваш. Знаете, а целата суштина е во тоа, ти да се промениш и духот да ти зборува и да те води, да те учи. И ретко кој го разбира ова. Токму тоа многу пати ме попречуваше да дојдам кај вас. Јас сега не постапувам сам, чекам. Не самувам за никој додека не добивам водство. Сега пак, бидејќи нема веќе место за мојата работа во овие земји, а уште од пред многу години копнев да дојдам кај вас, вие сте тие земји, си живеете како црвот, каде што нивниот црв не умира, а огнот не согорува. Кога ќе тргнам за Шпанија, се надевам дека ќе ве видам на минување и дека натаму вие ќе ме испратите, откако најнапред ќе ви се порадувам. А сега одам во Ерусалим за да им послужам на светиите. Зашто Македонија и Ахаја, Македонија, видите, дојде една визија. Македонија има страшен притисок. Ние го имаме тој момент. Израел го распнаа Исус, се возгордеа Божји народ, знаат се, и толку луѓе се убиени во Втората светска војна. Тие го распнаа Исуса. Македонците го повикаа Исус. Пишани овде. И потоа се слават самите себе со своји сили и повторим се парчи земјата. Видите, од сите страни има притисоци. Иако имаме Антиох Епифан, правил зло, сето она што го правил врз израелците нам ни се случува денес. Забрана за јазик, забрана за именување, силување жени, деца, убиства, дерење, корење, палење на светите книги, уништување на светилишта, поклонување на идоли. Ги терал со сила. Израелците ја губат земјата, сега се борат ја враќаат. Македонците ја губат земјата. Секое возгордејување е греф. Наместо Исус да те води, ти се водиш сами од себе. Ти се фалиш сами од себе. Израелците го распнаа Исус. Затоа тој го обвинија во Синедрионот. Овој сака да не ги земе обредите на нашите татковци. Така и во Македонија, големата заедница, да им ги земеме обредите. Телесното обрезување ништо не значи. Дали си ти обрезан во твоето срце, му служиш на Исус или не? Тоа е битно прашање. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто Македонија и Ахаја, и беше моабетот, значи Израел, Македонија, и Бог ми вели вака духот. Само тоа што е во мене постои. Пазете, се што е во мене не постои. А ико ќе го разберете, силата, славата и царството е негово. Македонија постои и Израел.
Тие се овде. Зошто? Зашто така сакал мојот татко небесен. И јас сакам да видам тој македонец и израелец. Оној кој, како Аврам, му поверува Аврам на Бога. Како Мојсей. Таков израелец. Јас сакам да видам македонец како оној што го повикува Бог. Дојди во Македонија и помогне ни. И јас знам дека е тој тука. И ќе ви помогне. Додека има еден праведник, дали ќе ги спасиш ни невејците? Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, Македонија и Ахаја одлучија да дадат некаков прилог за сиромашните свети во Ерусалим. Значи, тоа е Македонија и Ахаја на почетокот на векот, како се именувала територијата која денес негира дека постојат македонците. Ахаја. Така тие тоа го одлучија, а и должни им се, бидејќи ако незнабожците станаа соучесници во нивните духовни блага, тогаш тие се должни ним да им служат со материјални блага. Значи, должни сте со материјални блага да им служите на оние што ви ги носат духовните блага. За да можат тие, иако апостол Павле работеше, јас работам. Ние не сме заедница која добива донации од било кого од надвор, туку само од семокниот Отец. Тој испраќа луѓе и ние имаме. Ние сме чаша на благослов што се прелева. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто Исус живее во моето срце, а може да живее во твоето срце, во нашите срца. А знам дека кога ќе дојдам кај вас, ќе дојдам со полн благослов на Христовото Евангелие. Слава ти, Господи Исусе Христе. Со полн благослов. Браќа, ве молам поради нашиот Господ Исус Христос и поради љубовта која ја примате во духот. Значи, љубов ако немаш, го немаш духот. Помагајте ми со своите молитви кон Бога за мене. Јас се молам за сите што се во духот Исусов на земја, да добијат сила, за да се избавам од оние што не веруваат, кои се во Јудеја, и моето служење во Ерусалим да им биде благопријатно на светиите. Да радосен да дојдам кај вас со Божијата волја и да се успокојам со вас. Каде? Горе на небесата. А Бог на мирот. Дали имате мир? Ако немате мир, го немате Исус во срцето. Нека биде со сите вас. Амин. И ние го имаме тоа чувство, ќе дојдат луѓето овде има мир. Кога двајца или тројца ќе се соберат во Исусово име, во името на Отецот Небесен. Тука сум и јас, тука си, Господе Исусе Христе. Мислат дека се во Исус. Тоа е едно. Мислиш дека го знаеш Исус, одиш таму, правиш некои обреди, правиш некои дејства, еднаш неделно ти текнува. Силата Исусова, дали е присутна во тебе, во твоето срце? Дали има отчитување? Дали имаш сила да кажеш бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе? Како се служи на Исус? Видите, он вели свештено дејствено овде. Кај беше тој стих? Значи, како вика, свештено дејствено да го извршувам Божиото Евангелие. Така се служи на Исус во Римјаните. Еве стихот 15, 16. Осветен од Светиот Дух, свештено дејствено да го извршувам Евангелието, да го извршуваш Евангелието, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој грев, да го оставиш стариот човек да умре таму на крстот, крштен си во смртта Исусова, да се родиш одново во дух. Како се служи на Исус? Со песни и со ора, со цитати, со обредни действија, крстени води, свеки, икони, со словото се врц на своето сведоштво, на твоето сведоштво. Дали имаш ти сведоштво твое? Како си дошол до Исус, што се случило во твојот живот, како Исус променил во тебе? Ти стануваш сведок.
жив камен, живо слово, па неговата заедница. Или немаш сведоштво. Колку време му служиш на Исус? Најдат луѓе, не доаѓа на средбима обврски кон, например, чува деца, другата има работа, третата отиде во партија, четвртата се наути, зашто ти кажав дека роднина нејзин оди во една. Видете? И колку што имаш ти време за Исус, ако ти се лутиш кон некој што е во Исус, дали мене ми се лутиш или на Исус? Тоа е битно прашање. Значи, Елисеј, Илија оди на Елисеј да му рече, ајде Елисеј, доаѓај со мене, тој вика, само да направам тоа и тоа, да го изорам нивата, да се поздравам. Илија му вила, што имам јас од тебе? Немам јас ништо. Видите, добриот пастир оди за загубената овца. Колку време му служиш ти на Исус? 5 минути месечно. Имам еден друг се одвои и веднаш има отчитување на болест. Еден го боли коленото, друг фатил корона, трет има психички проблеми, се кара четвртиот. Цело време му служиш на Исус или еднаш годишно одиш во црква? Или еднаш неделно се предаваш ли во неговата власт и собственост? Дали си ти собственик сам на себе или Исус? Дали ја исполнуваш твојата волја или неговата? Исус вели нека биде твојата волја. Исус вели зар да не ја исполнам волјата на мојот небесен Отец? А ти си исполнуваш твојата волја и мислиш дека си во Исус. Дали ги имаш неговите мисли или твоите? Дали ги врза бедрата на својот ум? Тоа се цитати од Словото. Дали имаш срце кое жедне за Духот Исусов? О, неразбрани галатјани, како се живее Исус? Па така, едноставно ти стариот веќе не постоиш. Како се остава себе си на крстот? Па тоа е важен момент. Без тоа нема христијанство. Ако не умре стариот човек, не можеш да се родиш одново. Како Духот да зборува низ тебе и Отецот да ги врши делата, зашто Исус рече, Он ги врши делата, Он зборува низ мене. Како? Што правите вие тамо во заедниците? Си раскажувате приказни стариот, новиот завет, кога овој отишол, тој влегол. Како мали деца што се расправаат по пазариштата. Треба да го живееш тоа истото. Како? Дали Словото е меч на Духот и е живо во твоето тело? Дали имаш власт да кажеш бегај од мене Сатано? Го кршам секој завет на Сатаната што е фрлен врз секого од вас што ќе рече Исусе, дојди во моето срце. Дали си во живо Слово и веруваш во Словото? Ти си оправдан по Божја, по милост сме оправдани, по благодат. И потоа што правиш од кога си оправдан по благодат? Одиш на плажа, во пензија си. Еден од овие, една деноминација не правил ништо, Исус се направил за него. Како не правиш ништо? Одете и бидете ловци на луѓе и ширете го Евангелието. Како се прима Исус во срцето е важен момент. Дали се откажа од себе си? Зашто не сакаш да се откажеш? Си ја сакаш душата своја. Не сакаш да се откажеш, тоа е суштината. Јадеш од дрвото на спознанието на доброто и злото. Знаеш што е добро и зло. Го знаеш, Бог цитираш таа глава, тој стих, статистика. Каина вели, ја губиваш Авела. Ако некој не го љуби братот свој, пребива во смртта е човек убие. Зошто Каин го уби брата си Авела? Зашто Исус не живееше во неговото срце. Ако Исус не живее во твоето срце, ти си тој. Дали ги љубиш сите? Зошто немаш сили да им простиш? Зошто осудуваш? Зборувам на христијани што мислат дека се во Исус. Не судете. Го знаете тој стих? Не судете. И дали го разбирате? За да не бидете. Што? Судени. Како судиш на другиот, така ќе се суди. Четворно се враќа. Каде завршуваш ти? И почнува Исус. Тоа е важен момент. Колку е широко твоето срце за сите други. По неколку прегледани семинари, положени раце, прочитани стихови, проповеди на интернет, се возгордејува, пее песни. Знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Цитира, осудува, знае како треба. А не може да научи дека треба тој да замолчи, да умре.
и Исус да зборува низ тебе. Блажени се мртвите, кои од сега, ако го направиш тоа, умираат во Исус. Умирање во Исус и новородение. Дали си спремен да умреш блажен во Исус? Да се оставиш себе си, да се облечеш во љубовта, да се облечеш во Исус, или си ја сакаш душата своја и животот свој? Си ја чуваш душата, си ја закопа во земја, како црвот, и ќе ти биде земено, и тоа себе се љубиш, наместо Исус да го љубиш, и он да те научи да ги љубиш сите. Дали го љубиш ближниот како самиот себе си? Имаш ли доволно љубов за сите? Ако си без Исус, сигурно немаш. Ако немаш, ти тогаш си без Исус. Тогаш моли, прошка, барај. Доаѓаат, луѓе те нервираат. Јас да сум стариот човек би ги избркал. Доаѓаат во простор кој е ослободен, кој има мирот Исусов, во тврдина на Исус Христос. Стариот јас би ги извркал, не ги трпам. Сведочиме се, молиме, барам сила да надвладеам и победувам со љубовта. Примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими, заради славата. Не моја, негова. Ние силните должни сме да ги поднесуваме слабостите на немокните, а не да си угодуваме на себе си. Секој од нас е должен на својот ближен да му угодува со она што е добро за неговата надградба. Бог ќе не исполни со сета радост и мир во верата, да преку силата на Духот Свети ќе се преумножува нашата надеж, да се поучуваме еден со друг. Не се осмелувам да говорам да нешто што Исус не го извршил. Исус извршил се во мојот живот. Он избрал, Он напишал, Он создал со сила, знаци и чуда во Божиот дух. Он ги врши делата. Го проповедам Евангелието. Македонија и Ахаја одлучија да им дадат нешто на светиите. Значи, ако се соучесници, добивате духовни блага, должни се да им помагате со материјални блага на сите оние. Доаѓам со полн благослов во Христовото Евангелие. Љубовта доаѓа во духот, радосен доаѓам. Секој ден и служам и се успокојувам во Исуса Христа и го барам Царството Божјо. Татко мој, те молам за сите оние кои сега клекнете, простувам на сите, се покајувам за секој грев. Господи Исусе Христе, Оче, во името на Исус, те молам да го исчистиш моето срце, да ме научиш да им простам на сите, никога да не осудам, да ги љубам сите, да се покајам и со срцето да разберам, да ме исцелиш, да бидам здрав во Тебе. Ја прифаќам Твојата волја, научи ме да љубам, да победувам во љубовта. Те сакам, Исусе. Те љубам, Исусе, за секогаш, Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој завет на злото и силата на сатана, така и секого од вас. Фатете се за срцето. Го предавам ова срце на Исуса Христа. Исусе, дојди и остани во моето срце. Исцелување за сите оние што ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. За секогаш, Исус. Христијанство не е да мислиш дека си во Исус, туку да ја живееш неговата љубов. Амин. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Ти ме создаде од празина, ти дух животен дугна во мене, по образот Твој.
predavam tebe, Isuse, sve ti predavam tebe, Gospode, sve ti predavam tebe,